Обштествено-економска појава чии зародиш е кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Некаде во 70-тите години на минатиот век престанува да биде привилегија на мал дел од популацијата и прераснува во масовна појава. Како резултат на тоа, ние денес сме сведоци на силен економски подем на одредени нации окарактеризирани како туристички сили, каде туризмот учествува со над 20% во бруто домашниот производ. Пред нас е идеален терен за туристичка дејност, индустријски незагадено подрачје, богато со културно-историско наследство, природни убавини, како што се Смоларскиот и Колешинскиот водопад, развиено земјоделие, пријатни луѓе, секогаш спремни за забава и дружење, но туризмот е само појава и не е индустрија, сам по себе, така што економските ефекти се индиректни. Наша задача е да создадеме мотив некој со туристичка побуда да допатува во нашиот крај, да му создадеме мотив да се задржи тука што подолго, односно да успееме да наметнеме подолг просечен престој по особа, а економскиот бенефит ќе пристигне преку продажба на влезници за археолошките локалитети, продажбата на сувенири, угостителските услуги, реализацијата на зеленчукот и овошјето не на кило, туку преку порција салата со многу повисока цена и на лице место, без трошоци за транспорт, хотелски сместувања, транспортни услуги, вработувања во сите дејности. Примарните инвестиции треба да се обезбедат од страна на соодветните министерства и локалната самоуправа, задолжени да го штитат и негуваат културното наследство за што се и повикани. Но таквата инвестиција ќе им се врати преку продажба на влезници и преку данокот како резултат на зголемената економска активност на локалното стопанство. Вложуваат во култура како трајно добро и како национално добро, а сепак инвестицијата повеќекратно им се враќа. Зголемениот број на туристи ќе предизвика директни инвестиции од страна на оние кои се спремни за бизнес во угостителство, сместувачки и транспортни капацитети. Од тука натаму секој стопански субјект го следи мирисот на парите. Како расте поборовачката, така ќе се збогатува и понудата. Ќе се родат нови понуди како резултат на креативноста на секој поединец, желен да заработи со тоа што знае и умее и на начин и на ниво соодветно на неговите способности.